Овие мерки и уредби се однесуваат на замрзнување на цените на одредени производи, намалување на царинските стапки, односно целосно укинување на царинските стапки на одредени производи, на мерки за поддршка на туризмот, кој што е најпогоден од кризата со коронавирусот, како и мерки во врска со стечајните постапки во државата. На крајот, после обраќањето на министерот, ќе ги поставам прашањата кои што до нас стигнаа од медиумите. Повелете, министер. Фала. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Северна Македонија, како што и најави во изминатите денови, Министерството за економија интензивно работи на мерките за справување од последниците од коронавирусот или COVID-19 со цел да им помогнеме на компаниите кои во моментот работаат со тешкоти или воопшто не работат. Како и да им помогнеме на граѓаните за заштита на безбедноста и здравјето со најмали можни последици. На вчерашната седница на владата беа донесени неколку мерки во оваа насока на предлог на Министерството за економија. Првата мерка е укинувањето на царините и како што најавивме и претhodно, на предлог на Министерството за економија, владата донесе одлука за укинување на царинската стапка на 13 медицински производи кои се увезуваат во делот на потрошен медицински материјал. Со ова одлука 100% се укинува царината за следните продукти: етилкохол со 80% содржина на алкохол и повеќе, етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, сапуни за тоалетна употреба, други сапуни, производи и препарати за миење на кожа во форма на течност или крем и приготвени за продажба на мало со или без содржина на сапун, детергенти, препарати за перење и препарати за чистење, пластична облека и прибор за облека, текстилни драпери кои се употребуваат при хируршки процедури, маски пластични со текстилен филтер, како и очила со стакла од пластични маси. Укинувањето на увозната давачка или царинската стапка на стоките ќе важи до завршувањето на периодот на постоење на вонредна состојба. Во исто време, како дополнување на одлуката која ја донесе владата на 19 март, со кој се замрзнуваат цените на основните прехранбени производи и дезинфекцијски средства, владата на вчерашната седница ја дополни оваа одлука со што се замрзнуваат и цените за потрошен медицински материјал и медицинска опрема и апарати на цената која што била утврдена на 11 март 2020 година, кога и Светската здравствена организација прогласи пандемија на коронавирусот. Целта на ова дополнување е да се вратат цените на маските, ракавиците и друг медицински материјал и опрема, кои што во изминативе неколку дена порасна за неколку пати поради зголемената попарувачка кај граѓаните како средства за основна заштита од коронавирусот. Овие цени, како и претходната одлука, ќе се применуваат до 30 април 2020 година. Во делот на царината ќе донесеме уште дополнителни мерки кои произлегуваат како барање на компаниите и од местната индустрија и од прехранбената индустрија, се со цел да ги намалеме цените, но истовремено да им овозможиме на соодветните компании да имат простор за поголем увоз на такви производи кои се неопходни моментално во нашата држава. Во делот на стечајот, исто сакам да ве информирам дека на предлог на Министерството за економија на вчерашната седница донесовме одлука со која ќе се забранува фирмите да одат во стечај за време на кризата со коронавирусот. Со одлуката се запира можноста за поднесување на предлог за поведување на претhodна постапка за отварање на стечајна постапка и отварање на стечајна постапка на стечајниот должник за време на траењето на вонредната состојба. Исто така,
Сите започнати постапки, како претhodна постапка за отварање на стечајна постапка и отварање на стечајна постапка над стечајниот должник, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. Над стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отварање на стечајна постапка или поведување на претhodна постапка, нема да се отварат стечајни постапки и да се поведуваат претhodни постапки за време на траењето на вонредната состојба. Ова одлука ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба и 3 месеци откако ќе надмине вонредната состојба. Во делот на туризам, ние имавме прилика да имаме неколку состаноци со стопанските комори, заедно и со Министерката за финансии, па затоа Министерството за економија во текот на денешниот ден веќе ја изготвил уредбата со законска сила, каде што ќе се издадат ваучери на туристичките агенции во вредност на сумата оплатена за аранжманот кој бил откажан како резултат на избунување на кризата со коронавирусот. Со ова мерка на туристичките агенции што работат outgoing туризам, ќе им се возможи да издават ваучери во износ на уплатената сума кој што може да се искористи за било кое следно патување заклучно со 13.12.2021 година. На тој начин, сите клиенти кои поради настаната ситуација со кризата од коронавирусот ги откажале своите аранжмани, нема да ги изгубат уплатените средства на износот што го уплатиле. А во исто време, туристичките агенции би можеле да го издржат финансискиот товар кој би се распределил на подолг временски период. Издавањето на ваучерите ќе биде унифицирано за сите агенции и ќе се реализира со согласност од двете страни, односно туристичката агенција и патниците. Туристичките агенции кои ќе престанат да ја вршат дејноста ќе имат обврска средствата во целост да им ги вратат на клиентите. Туристичките агенции кои нема да ги почитуваат условите за издавање на ваучери ќе добијат соодветни казни согласно Законот за туристичка дејност и Законот за прекршоци. Но не само тоа. За поддршка на туризмот, кој е најпогоден од кризата на барање на Министерството за економија, Сдруженијето за заштита на авторски и музички права, ЗАМП, донесе одлука да ги ослободи од плаќање на доместок за музика ресторантите, хотелите, кафулињата и другите корисници на музика со оглед на тоа што моментално и не работат. Заедно со Фондот за туризам, кој веќе беше формиран и со останатиот пакет економски мерки, на кој што интензивно работиме, можам да кажам дека ќе бидат прифатени речиси сите барање од туристичкиот сектор кој и е најпогоден од страна на коронавирусот. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Северна Македонија, како што јас најавив и во изминатите динови, Министерството за економија постојано интензивно работи на мерки за да се соочи со последиците од коронавирусот и тоа за да им помогнеме на компаниите кои што моментално се во потешкоти или воопшто не работат, а исто така да им помогнеме и на граѓаните за заштита и за здравство во колку што е можно повеќе. На седницата која што имавме вчера на влада, усвоивме неколку мерки во оваа насока кои што беа на предлог на Министерството за економија. Една од мерките е укинување на царинските стапки. Исто така, значи, таа е на предлог на Министерството за економија. Значи, во координација со останатите институции, ние како Министерство вчера и предложивме на владата, исто така владата го усвои нашиот предлог, да ги тргнеме царинските стапки за 13 медицински производи, кои што се увезуваат
како потрошен медицински материјал. Со оваа одлука сакам да ги известам сите увозници и граѓани дека се одстранува 100% царинската стапка за овие продукти. Значи, царинската стапка се одстранува за одделни продукти, но што се однесува за прехранбените продукти и за репроматеријалите и материјалите кои што се основна база за производство на другите продукти во Република Северна Македонија, ние како Министерство за економија подготвивме и уште една друга серија на мерки која што во текот на денот или оваа недела ќе ги презентираме и се однесуваат исто така за царински стапки. Во областа на стечајот исто така сакам да ги информирам сите компании, а исто така и граѓаните, дека очекуваме, кои што очекуваат владата да излезе со нови дополнителни мерки за да им се помогне на секторот на бизнисмените, да им помогне на граѓаните кои што се во потешкоти на нивните работни места, но исто така и да се намали на максимум според можностите и отпуштањето на работниците од работа кои што се во најпогодените сектори во моментов од страна на овој вирус. Ние како Министерство за економија предложивме на владата ниту една компанија да нема можност додека трае воредната состојба и после 3 месеци да не може, значи, да отвори постапки за стечај. Со ова граѓаните ќе бидат сигурни, ќе бидат сигурни и должниците, значи исто така го осигуруваме и државниот буџет. Што се однесува до туризмот во целост, во координација и со стопанските комори, како и со Министерката за финансии, значи соработка со нив, ние дадовме неколку предлози кои што се однесуваат на туризмот во целост, но и на туристичките агенции. Значи, со новите упатства кои што ги предложивме ние како Министерство за економија, ќе се овозможи сите туристички агенции да издаваат ваучери за сите нивни клиенти кои што претходно направиле уплата за нивни годишни одмори, а тие немаат можност да ги искористат или не можеле всушност да отидат на одмор, имајќи предвид дека се затворени границите, но и овај аспект од здравствен аспект. Затоа секој клиент, секој граѓанин на Северна Македонија кој што направил уплата за туристички аранжман, да биде сигурен дека ќе биде осигурен со ваучер, дека ќе може да го искористи до 31 декември 2021 година. Сите туристички агенции кои што нема да им дадат ваучери на клиентите, ќе се соочат со казни кои што се во согласност со Законот за туристичка дејност, како и во согласност со Законот за казни или прекршоци кои што е на сила моментално. Исто така со предлог на Министерството за економија, исто така Сдруженијето за музички права донесе одлука, значи да ги ослободи од плаќање рестораните, хотелите и другите корисници кои што плаќаат на доместок за користење на музичките права, имајќи го во предвид тоа дека тие моментално воопшто не работат. Ние нема да запреме овде, значи на дневна база правиме анализа, ги анализираме сите трговски индустријски политики, како и другите политики во однос на цените во Република Северна Македонија и со сигурност во одредено време, во потребното време, ќе им излеземе во пресред на барањата кои што доаѓаат од стопанските комори со единствена цел да обезбедиме слободна циркулација, движење на стоките, но
и на економските субјекти во Република Северна Македонија. Ви благодарам. Од медиумите кои што стигнаа до нас, Ружица Фотиновска, телевизија 24. Владата вчера расправаше за предлогот на СДСМ да се намалат платите на министрите и администрацијата на минималец, но не се донесе одлука. Дали вие како министер за економија се согласувате да работите за 14.500 денари, како течеше расправата на останатите министри? Кој е предлогот на ДУИ, партија од која вие доаѓате? Дали минималецот е прифатлив? Исто на оваа тема ќе се поврзам и со прашањето на Горан Теменугов од Алсад, дали ќе има скалесто намалување на платите во администрацијата или сите ќе имаат по 14.500 денари, дали се расправавте, каравте на владината седница за ова и дали затоа не се донесоа мерките? Повелете. Првично да биде јасно, не е вистина дека вчера се разгледани предлозите од страна на СДСМ во седница на владата. Јас како министер за економија вчера имав прилика во неколку наврати да одговарам на предлозите на политичката партија која е и коалиционен партнер во владата на Северна Македонија. Да, јас сум подготвен да одам на минимална плата, но не само јас, ние како ДУИ ја поддржуваме мерката што се однесува одење на минимале за сите функционери или именувани лица, но сме против за да се оде на минимална плата за целата јавна администрација. Ние секако дека имаме наши предлози и би ги охрабрил сите стопански комори, сите невладени организации, сите експерти да достават соодветни предлози, пошто ние мислиме дека имат и други ставки во буџетот, каде може да се скрати првично и да одиме фазно на тоа дека трошокот од ова пандемија треба да го сносиме сите. Во моментот мислиме дека треба да почнеме со намалување на платите на функционерите, откажување на секакви плаќање во управни одбори, во надзорни одбори и слично, па потоа да видиме другите фази, имајќи го предвид и приходите кои треба да ни ги каже Министерството за финансии како се движат во државата и да донесеме соодветни одлуки. Моментално, мојот став личен како министер за економија, но истовремено и ставот на мојата политичка партија од каде што доаѓам е дека не треба такво кратење да се направи во јавната администрација. Прашање од Ирина Чачкова, телевизија Сител. Зошто и покрај замрзнување на цените на одредени производи понатаму се продаваат по многу висока цена? Дали резервите на храна ќе ни бидат доволни со оглед на тоа што во повеќето маркети некои производи, како на пример квасецот, веќе ги нема? Јас првично би сакал да им се благодарам и на луѓето што работат во Министерството за економија, како што и била информирана цела јавност, речиси Министерство за економија првично ги превзел мерките што се однесува до замрзнување на одредени производи, посебно на основните прехранбени производи, но не само Министерството за економија со соодветно своите надлежности забранили и извоз на брашно и пшеница за други држави, што се однесува до храната и дали тоа е доволна во Северна Македонија. Јас сакам да ги убедам сите граѓани дека имаме доволна храна не само во моментот, но и за наредните месеци што следуваат. Ние не можеме да предвидиме колку ќе трае вирусот, колку ќе траат забраните, но секако дека сме обезбедени со снабдување на прехранбени производи во нашата држава. Што се однесува до зголемувањето на цените, би сакал да ги повикам сите компании, посебно големите трговци и малите трговци, но истовремено и производителите на прехранбените производи во Северна Македонија, имајќи во предвид дека повеќето од производителите и ги увезуваме, да ги почитуваат одлуките од владата на Северна Македонија, пошто одлуките се конкретни, концизни и прецизни. Државниот пазарен инспекторат работи, ги прави соодветните контроли, но би сакал да направам повик и до граѓаните да пријавуваат, веќе во функција е и бесплатниот број 191 и согласно капацитетите што ги има државниот пазарен инспекторат, секако дека веднаш и ќе интервенира. Но дополнително на ова би сакал да ги повикам компаниите да не го користат можностот за
правење профит, не е време за правење профит, но истовремено Државниот пазарен инспекторат нема да заврши со работа откако ќе заврши вонредна состојба или пандемијата, секако дека ќе продолжи со работа и следниот период и сите дополнително ќе бидат проверени и откако ќе заврши вонредната состојба и ќе имат соодветни казни согласни законите во нашата држава. Уште едно прашање, Александрија Стевковска од Република, поврзана со претходното, дали е направена контрола на цената на основните прехранбени производи на Јужното овош и дали се вратени на поранешното ниво? Да, се вратени, значи веќе е донесена предлог одлука за замрзнување на Јужното овоше од страна на владата со предлог на Министерството за економија. Колку што јас сум информиран, Државниот пазарен инспекторат веќе прави соодветни контроли, посебно за големите трговци кои ги увезуваат споменатите производи. Благодарам, министер.